Благодарам. Почитувана јавност, повеќе од очекуван ми беше одговорот дека нема да побарате одговорност заради тоа што го прави Коста Петров за ваше нешто сосема нормално. Спомнувавте тука Шлаговиц реши. Во минатото имаше една карактеристична бомбона бизнисова, веројатно за вас е торта бизнис. Еве, дозволете ми, Коста Петров незаконски фаќал реклами со буџетски пари на граѓаните по медиуми и со тоа го прекршил членот 353 став 2, односно став 3, и причинил со своето несовесно работење материјална штета во институцијата која што ја води во моментов. Токму владата на СДСМ го смени членот 102 од Законот за АВМУ, со што државните институции и сите оние кои што користат буџетски средства да не смеат по ниеден основ да се рекламираат на медиумите. Ова е законот кој го што го прекршил Коста Петров како директор на Фондот за иновации и при тоа треба да одговара по членот 353В од Кривичниот закон на Република Македонија. Сега тука се поставува прашањето дали јавното обвинителство и антикорупцијската комисија се уште ќе ставаат темен превес пред очите и ќе го аминуваат сето она кое што вие го правите во изминатиот период. Она што е карактеристично, тој советник ваш што го добил овој тендер не е вработен во таа агенција, туку е собственик на истата и традиционално тендерите ги добива секогаш кога има одредено соочување или одредено изразување на волјата на народот. Така добил тендер од регулаторна комисија, од овој фонд и во 2018-та, и во 2019-та, и во 2020 година, така да не е случајно човекот да си работи, како што беше за еден советник ваш, лепче да јаде дома, па потоа излезе пред владата ви избербати. Она што е многу важно, со се ова театаров што се случи денеска и со овие одговори кои што ги давате, нема да го покриете девастираното македонско секојдневие, дека имате нула капитални проекти, дека нема вакцини, дека сме последна земја во регионот која што не е почнато со вакцинација, а и нема изглед кога тоа ќе почне, дека постигнавте капитулација во преговорите со соседите, дека над 2 милиарди сме задолжени за помалку од година и половина, дека велевте дека ќе има само 2.500 луѓе кои што ќе бидат заболени од короната, има над 91.000. Тоа е мачното секојдневие во кој што живее овој народ. И може и наредната седница, можете на вашите пресконференции, на вашите нарачени гостувања да си кажувате се што сакате. Ама таа розова реалност е далеку од она секојдневие кој што го живее македонскиот народ. А верувам дека можеби вие не можете да го почувствувате, затоа што сте по сите параметри надвор од оној македонски просек кој што е застапен, ама верувајте и тоа како овој народ знае и она што се обидовте денеска да го направите, уште еднаш ќе ви повторам, нема да ги замагли вашите неуспеси во било која сфера од општеството и токму заради тоа сте влада која што во првите 100 дена има најслаб рейтинг од постоењето на независна Република Македонија. Ви благодарам, не сум задоволен од одговорот и немам дополнителни прашања.